Производителите се скептични дека со законот со кој се ограничуваат профитните маржи ќе се стави крај на нефер трговијата. Велат дека токму високите маржи се една од причините за цените кои денеска граѓаните ги гледаат по маркетите и дека никој нема да се откаже од парите кои лесно се заработуваат. 1000% ќе го бойкотира. Кој ќе се откаже од колачови? Ќе се убави пари, сладки пари, брзи пари, лесни пари. Маржите се енормно големи. Кажахте кои се цените, колку јас продавам денеска доматите, колку продавам денеска краставите, а колку купуваш ти. Не може да е од Струмица до Скопје да биде 40 дена разлика од цена. Тоа не знам, јас не можам да го разберам. Точно, треба и он да зема. Јас не му го бранам на него. Нека си заработи. Нека си зема и дел од тај колач. Со законот и со листата на производи, чии маржи не треба да бидат повисоки од 10%, треба да се воведе ред со цените во маркетите. Со него се ограничува работот кој добавувачот му го одобрува на купувачот. Ова е всушност и столбот на законот, но деновиве од бизнисот излегува со различни ставови за документот. Од неголемата комора во земјава за 2 дена испратија 2 писма до премиерот Мицковски. Со првото бараа измени бришење на делот со кој се ограничува работот и пролонгирање на законот, но следниот ден со нов допис се откажа од барањата. Од комората на Северозападна Македонија смета дека законот треба да се применува, но работот да не се ограничува, а од ССК не се согласуваат со тоа затоа што така им се остава простор само на трговците да се богатат. Граѓаните пак периодов се соочуваат со нов скок на цените во маркетите. Премиерот Мицковски рече дека засега не планира замрзнување на цените, но како што пренесува дел од медиумите, министерот за економија Дурмиши соопшти дека ќе се ограничат само со основните производи без да даде повеќе детали. Од тука се постава прашањето зошто би се вовела оваа мерка со оглед на тоа што постои закон и листа со кој треба да се намали притисокот од поскапувањето. Дел од бизнисот пак смета дека праксата на ограничување на цените треба да престане, а државата во иднина да не се меша во нивното формирање. Според последните податоци на ССМ, на едно 4-члено семејство за да ги покрие основните трошоци во месецот му се потребни над 1000 евра, а речиси една минимална плата оди само за храна.